Собирот имаше за цел да им даде почит на настраданите во Куманово, да изрази солидарност со граѓаните на Куманово и да упати порака за смирено, трезвено делување во периодот кој следи. При тоа порачуваме дека најискрениот бран на самоорганизирано граѓанско незадоволство нема да запре. Ние веќе не чувствуваме страф, туку само гадење од оваа авторитарна власт и нивните мрачни сценарија. Ние бараме мир и правда, а тоа може да се случи само ако тие се заминат. Веднаш. Токму затоа, нашите барања се итна оставки и превземање одговорност на целата влада, итно ослободување на сите активисти притворени од 5 мај па наваму, влада за демократизација на институциите. На 11 мај 2015 година, на вториот ден на жалост, поради настраданите во Куманово, во 18 часот, ние ќе се упатиме кон зградата на владата на Република Македонија со порака за мир и правда. Ќе изразиме сочувство за загинатите и ќе повториме нашите барања. На улица ќе бидеме секој ден, до конечна победа. Нашиот гнев и револт лее и се таложи со години наназад. Ние сме на браникот против секоја неправда, без оглед дали е тоа систематската бруталност, лошите реформи во образованието или државниот рекет врз хонорарците. Протестиравме за слободата на печатот во поддршка на медиумците работници и побаравме ослободување на јавниот сервис и негово враќање на граѓаните. Баравме одговорност за уништениот систем на јавно здравство. Континуирано се бориме за достоинствен живот и работнички права. Протестираме против грабежот, сиромаштијата и понижувањето на народот. На 5 мај 2015 стана јасно. Тие нема да дадат оставки, обвинителството нема да ги гони, а јавниот сервис секогаш се става на нивна страна. Пред 3 дена, кога граѓанските протести земаа замав и се проширија низ повеќе градови во државата, во Куманово се случи вооружен инцидент. Граѓаните што ги следат настаните, меѓу нив и жители на Куманово, зборуваат за контрадикторности, недоследности и манипулации, и според кои постои голем сомнеж за природата на настаните во Куманово. Во официјалната верзија за вооружениот инцидент, граѓанскиот сектор увиде големи пропусти, при што бараме да се одговори на мноштвото прашања кои ги бараат сите гласови во општеството поради загубата на животи и загрозување на општата безбедност. Ние сме побројни, посолидарни и посплотени од кога и да е. Ги повикуваме сите граѓани на Република Македонија кои не можат веќе да ја трпат неправдата, бедата и мрачните манипулации на власта да ни се приклучат заедно во надетничкото, надпартиското, автентично граѓанско движење за правда и мир. Ќе победиме.